Во пресрет на денот на просветата во библиотеката Феткин во Кавадарци се одржа промоција на книгата 101 живот и на книгата Семеен албум на професор Весна Мојсова-Чепишевска. Се работи за два наслова во сосема спротивни, односно различни по содржина пишувани во различно време творби и секоја со своја матрица и тематика, но интересни за читање. Така во 101 живот на Чепишевска и на Елена Атанасиу се осликуваат секојдневниот живот на две пријателки кои се запознале 2011 година на летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик и литература во Охрид и преку електронски писма, преку дописки, преку пораките испишани на мобилниот телефон, тие успеваат да раскажуваат, да опишуваат и ослушнуваат, да чувствуваат и да сакаат, во исто време и да тагуваат и боледуваат. Промоторката на ова книга беше Моника Илкова. За романот пак Семеен албум, кој е издаден 2015 година, за кој низ книжевните критики и прашања со авторот говореше некогашната нејзина студентка од Кавадарци, сега дипломиран професор по македонски јазик Марија Камчева. Во оваа книга на познатата македонска авторка и универзитетски професор пишува за современите теми врзани за книжевниот Балкан, но и за местото на македонската литература и култура на него. Промоцијата пред посетителите ја отвори директорката на библиотеката Феткин Весна Гркова. Повод за вечерашната дружба е убав и се случува во пресред на денот на просветата. Тоа е промоција на романот во писма од професорката Весна Мојсова-Чепишевска и Елена Атанасиу. Две пријателки чии писма по електронски пат патуваат на релација Македонија-Америка и се собрани во една книга насловена 101 живот. Весна Мојсовска-Чепишева е родена во 1967 година во Скопје, доктор на науки по современа македонска книжевност и редовен професор на Универзитетот Кирил и Методи на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Книжевен теоретичар, критичар и писател. Има објавено околу 300 трудови во странски и домашки книжевни списања, има напишано 6 книги, и тоа Рацин и експресионизмот, литературни преокупации, лицето на зборовите, мал книжевен тестамент, игри и симулации, Семеен албум. На некој од вас можеби авторот е познат и како ТВ водител. Можеби е позната како ќерка на Сократ Мојсов, познат фудбалер во фудбалскиот клуб Вардар. Можеби некои ја знаат и како сопруга на Стево Чепишевски, кој што учествуваше неколку пати на Евровизија, како мајка на Сара Чепишевска, која што беше во Сител Бамбини, учествуваше и на Гораст, кој што е познат македонски пливач, има освоено неколку рекорди во Република Македонија и сега инженер по металургија. Промоцијата е замислена како дружење и разговор, а низ неа ќе не водат нејзините студентки, а сега дипломирани професорки по книжевност Марија Камчева и Моника Илкова. Имам особена чест да бидам дел од оваа промоција на мојата драга професорка Весна Мојсова-Чепишевска, која ја паметам по нејзината насмевка, која зрачи позитивна енергија, по часовите кои со нетрпение ги очекувавме секогаш, страста и љубовта кон македонската и јужнословенската книжевност, по незината професионалност и одговорност, по тоа колку добро читаше поезија, по незината вештина да успее да пристигне секаде, на секој час, на секоја промоција, театарска представа, културна манифестација, на дружби со студентите, а секогаш успеваше да ги исполни незините обврски. Имаше прегледано секогаш испитите и колоквиумите прва, резултатите знаеше уште истиот ден да ги објави, на што бевме особено среќни. Чудо од човек. Книгата Семеен албум опфаќа најсовремени теми врзани со книжевниот Балкан и местото на македонската литература и култура во него. Романот или албумот, како што го нарекува професорката, е издаден во 2015 година, а сликите во него мудро се подредувани. Секој текст носи посвета која игра улога на фотографија, па така првиот со кој се отвора овој ракопис се однесува на сите нејзини предци, а последниот се затвора на сите нејзини внуци. Семеен албум е роман кој низ интимна женска семејна нота дава одговори на прашања врзани со идентитетот како конструкција во македонската современа литература и тоа преку некои теми разработени низ неколку културолошки и книжевно-теориски есеи. Текстовите поместени во овој ракопис се посветени на жените од вашето семејство. Ја споменувате темата за женскиот идентитет, односно замолчените жени во Македонија. Зошто баш жените?
И зошто мислите дека жените во Македонија се замолчени? Па тоа повеќе замолчани жени, мислам, на некој начин како една метафора, или да во вистинска смисла на зборот, но тргнав во таа идеја дека историјата пишуваат, ја напиша мажи, и дека на маргините на тие големи истории или големи историски настани жените останаа, значи токму на тие маргини. И најпрво, мојот интерес започна со тоа истражување кој што го направив за жените кои што одбележаа почетокот на македонската литература и македонската поезија. Еден од тие текстови беше посветен на неколку големи поетеси кои што истражував, но навистина видов дека имаат скоро никакво место во големата историја на македонската книжевност на Миодраг Друговац, од типот на Даница Ручигај, на Радмила Трифуновска, на Евгенија Шуплинов, секој што и вие ги познавате, а се исклучителни бидејќи паралелно со големите имиња во 60-тите години на минатиот век објавува и тие, излегува и нивните збирки. И мислам дека тука беше таа некако замолчаност, нели? Оттаму се инспирирав и потоа почна моја потрага, нели, по сите замолчани жени. Секако, нели, во тие текстови не се само авторки поместени, зашто се појавуваат, нели, и мажи некои таму, но во принцип ми беше таа главна линија и така на некој начин оваа книга сакам да ја посветам и на моите жени во моето семејство, на моите, како што кажа Марија, предходнички, на моите следбенички. Тогаш кога ја пишував книгата, се уште нема вистински следбенички, бидејќи книгата ја пишав кога мојата ќерка беше бремена, беше во блажена состојба, и сега после 3-4 години можам да кажам дека имам 2 внуки, тогаш не знам како имам внуки, ама останали така како ја дека женска нота, така што ете денеска сум заедно со моите Илина и Дарија како наследничи, како продолжувачки на таа моја нитка. Да, идејата ако нема ќерка да ја раскаже приказната, тогаш историјата на жената нема да продолжи да живее. Така. Сега би сакала да прочитам еден фрагмент од вашата книга Семен албум. Сместени во идентитет без име, македонците се осудени на прилично болна ситуација, на невидливост и замрзнат и одложен идентитет кој живурка во бескрајна криза. Ситуацијата произведе ранлив, а не нестабилен или слаб во една проструктурирана смисла, македонски субјект, вели Катерина Колозова во еден свој есеј со провокативен наслов за смртта на Балканот и зараѓањето на Југоисточна Европа. Во својата книга Идентитет, текст, нација, Златно Карамаџич покажува дека другите, во кои ги препознава бугарите, србите, грците, секогаш сакале да го колонизираат или окупираат токму она место од кое македонците во текот на историјата се одзивале, тоест да го приграбаат името на кое македонците одговарале. Затоа и за него историјата на македонската нација и не е ништо друго туку борба, местото на тоа одзивање да се одбрани, зашто се работи за местото кое пред се најмногу им припаѓа токму на македонците. Затоа доколку по некоја случајно се откажеме од сопственото име, заклучува Крамарич, тогаш ние не можеме да поништиме ништо освен самите себе. И во тој контекст треба да се има разбирање за оние случаи кога нацијата станува травматски објект, која не организира само уживање на националната заедница во себе, туку представува и страв од потенцијално загрозување на нацијата од страна на другите. Со оглед на тоа дека овој роман е издаден во 2015 година, ова е една актуелна тема на која постојано се дебатира, на која што постојано слушаме како политичарите размислуваат на оваа тема, и сакала да слушнам како еден книжевник размислува за оваа тема. Овој фрагмент навистина е пишувам од 2015-та и од таа 2015-та се смени, да речеме, политичката карта и нели дома кај нас и малку нели надвор од кај нас така. Тешки се тие прашања, ама ние, како велиме, политичарите нека си ги тераат политиките, ние ќе си ги тераме своите работи, ќе пишуваме, по своите текстови ќе ја пишуваме Македонија како Македонија, тоа не може никој да ни го забрани, нели, како чувствуваме. И мислам дека така било и во 19-тиот век. Сетете се, значи, на травматичниот 19 век, кога се формираше нацијата, кога се формира и многу повеќе нации, не само нашата, македонската, во кој што бевме тогаш на ветрометини во големата Отоманска империја, така, не ни беше едноставно, ама еве 2,5 века од тогаш помина, нели целиот 19 и целиот 20, се што обстојуваме.
како да не викаат, како да не викале. Ние сме сепак македонци, мислам дека на тоа ќе си останеме. И тоа е идентитет кој што мислам дека можеме да го пренесуваме токму преку таа женска линија, преку тие приказни кои што ќе ги пренесуваме на своите потомци, на своите деца, понатаму и понатаму. И мислам дека нема многу да се смени околу тоа како не викаат или како сме во пасош или не знам како не, так, тоа воопшто нема врска така. Би сакала исто уште еден краток фрагмент да прочитам од книгата, чисто да ги заинтересирам публиката. Не сме да се заборави следниот редослед, дека македонците најпрвен се македонци, па потоа словени, јужнословени, па балканци, па европејци. Да. И за крај зборуваат зборовите на професорот по македонски јазик кој му испишува на својот син во писмото кое тој го наоѓа во смртната постела на својот татко. Знам дека Македонија секогаш ќе биде твоја земја, но времињата се такви. Подобро Македонија да биде во тебе, отколку ти да бидеш во неа. Странец на туѓа судбина, странец на своја прокоба. И уште нешто. Никогаш немој да се удираш в гради и да се колнеш во Македонија. Тоа го прават само неранимајковците. Дали мислите дека денес овој редослед, дека Македонија е најпрвен македонци, па словени, па балканци, па европејци, дали мислите дека овој редослед денеска е малку изместен? Па изместено, ама тоа е нормално, нели, од некои други цели и така натаму, тоа најчесто го прават некои кои што се задолжени тоа да го прават. Но во принцип е прашањето нели како ние се го чувствуваме. Ние нормално мораме да припаѓаме на некој поголем ареал. Не сме само македонци сами за себе и затоа го кажав тој нели редослед. Но мислам дека не некако така растевме, значи прво како словени, јужнословени, така затоа што тоа како и најголемото окружување ни беше, јазиците ни се блиски, поблиски со бугарскиот, со српскиот и така натаму. Но сме и балканци, ние не треба да се криеме од тоа. Јас навистина исклучително го сакам Балканот, дури ми пречи тој израз југоисточна Европа. Значи повеќе сакам да сум Балканка отколку југоисточна европејка. Мислам јас тоа го кажам лично за себе. Така што потоа на крај секако дека во Европа припаѓаме, географски припаѓаме, не припаѓаме во Азија. Така, ние сме европејци, така. Но, во принцип, секогаш наоѓав во тие некои мои исчитувања на романи, на некои други текстови, бидејќи нели ти како што прочита Марија, значи повикување на Крамарич, на еден друг роман, тој од Пајо Авирович и така натаму, кои што мене ми се блиски, кои што ме допират и со кои што ја можев да полемизирам, да се согласувам, но не мора секогаш да се согласувам со некои своји ставови, да ги искажувам своите мислења по однос на тие ставови и затоа тие текстови ми беа интересни и мислам дека и по 2015 може да се чита. Без разлика како се сменило општественото, политичкото, културното милие после тие 3-4 години. Не се многу поминати, ама сепак се изменива од таа 2015 кога е пишувана оваа книга, така. Поразителни се податоците дека последните неколку години во Македонија се издаваат само по неколку наслови за деца од домашни автори, а најмалку писатели за деца има на 60 на години. Да, зошто мислите дека литературата за деца не е привлечна за македонските автори или е голем залог? Мислам дека е голем залог затоа што нели треба да тргнеме од тоа дека сепак сме ние некој така наречен мал пазар, нели како вие пишувате за децата, но знаете дека децата, денешните деца само најчесто читаат некои лектири и малку надвор од лектирите, нели тешко да пројде некој нов наслов, некоја нова приказна, некоја нова збирка. Иако мора да кажам дека од тогаш од таа 2015 кога сум го кажала тоа, кога сум го напишала, тоа малку е мрднато, малку е поместено на позитивно малку, бидејќи гледам дека одредени издавачки куќи прават напори по однос на тоа да ги мотивираат и тековните автори, но и помладите, нели да се вклучат, затоа што нели кога ќе напишете например некоја сказна на англиски, ако е таа добра, таа некако ќе се расшири, брзо се преведува и така натаму, додека ако пишувате на македонски, нели тесен е пазарот, така, тесно е сето тоа, затоа што денешните деца треба да влеземе во филмот на тоа дека денешните деца бараат и малку поинаков пристап кон книгата, значи треба да биде добра корица, добра фотографија, добра илустрација и така натаму, тоа бара поскапа, нели да биде книгата. А вие ќе дадете да ја направите книгата, ама потоа како таа книга ќе ја продавате за 100 денари, нели или за 200, е така. Тука се многу, мислам, прашања во ведење, но малку од малку некако се мрдна работите. Мислам дека ќе се движат подобро. Јас искрено верувам, зошто го кажам тоа? Затоа што
ние всушност мораме од тие деца да создадеме добри читатели. Така, ако не ги направиме децата читатели, не може да очекуваме сега на 40, на 50, на 60 години да бидеме читатели, ако до 40 не сме читале. Сме го испуштиле возот, така што на тој начин ние малку треба да размислуваме како ќе регрутираме нови читатели, преку тие нови наслови, нови книги и да се бориме за секој читател. Така. Ова антологија која вдомува автори од 12 земји им дава можност на сите култури и литератури на Балканот да ги измерат силите со збор, а не со оружје. Која беше инспирацијата, која беше идејата што дојде до овој хибриден роман? Да, па тоа е, значи, фино кажа, тоа е некаков хибрид, значи нешто помеѓу, да речеме, тоа есеистичко, белетристичко и научен текст, бидејќи реално, како што имаше проблем, како што има проблеми во авторките, кога самите знаат со литературата за деца, проблеми со критиката. Стручите книги, научните книги, кој ги чита? Значи некој елитистички, не знам, тесен круг и така. И мене со оваа книга, да речеме, семеен албум, и беше таа намера, ти фино кажа дека одредени, нели, мали фусноти, односно дел од моето семејство, бидејќи семејниот албум ми го покажува моето стебло, нели, од најстарите, моите предци до следбениците, до тие што доаѓаат, што ќе дојдат по мене и така натаму во тоа мое семејство. Значи тие се мали фотографии, тие се есеизирани, мали прикази за тоа кои биле баби, моите баби, што правеле, како се викале, од каде потекнуваат, која е мајка ми, кои се моите деца, што понатаму и така натаму, и сакам да кажам, и тие вклопени во овакви научни, нели, текстови, за веќе што ги спомена, и секогаш ме интересирале такви антологии, ме интересирале повеќе автори, да видам повеќе култури. Затоа сум пишувала за такви антологии, како што е таа антологија на да речеме на балканскиот расказ, или ме интересирале. Јас сум правела самата антологии на раскази, да приопштам на македонски јазик авторки од повеќе од регионот држави, значи од Србија, од Црна Гора, од Босна. Значи ме интересирало секогаш тоа, ама сум се обидувала на некој начин да го снижам тој научен тон, значи на тој научен тон да му дадам една белетристичка малку, нели, за да можеме некој да се закачи за книгата. Па читајќи, да речеме, за мајка ми, да го прочита и текстот кој што сум го посветила на мајка ми, или читајќи за баба ми, која е баба ми, нели, која била, да се закачи, нели, за текстот кој што зошто сум го приврзала, нели, тој текст со мојата приказна. Да, кога велиме семеен албум, мислевме да ги читаме за вашата фамилија, нема врска, тоа значи се само закачки малку. Да, спомена. Да, малку закачки, колку, нели, да ве закачам, да ве привлечам, трикови се тоа така, може да го кажеме, нели, во духот на кулинарските мали зачини, нели, така да го направиме јадењето малку повкусно, така што и овие текстови да ги направиме поинтересни, поедноставни, да ги привлечеме и обичните читатели, така, на тој аспект, така беше тоа. Самата кажавте дека го сакате Балканот, ви е посебно драг. Да, исклучително. Прочитам еден фрагмент за тоа што пишувате за Балканот. Не прави посебно ли горди дека сме од различноста во однос на Европа? Дали сме припадници на Балканот како лулка и парадигма истовремено, како супериорен и недостижен образец на целото богатство на изворна човечка субстанција? Балканот како синоним за времето во кое човештвото се уште не минало ни дестилации, разноразни или превирања и прочистувања во кое човештвото се уште не се определило, а со тоа и не се нагирало и во останати можности. Балканот и како состојба на автентичноста наспроти сурогатната стварност на останатиот свет. Балканот како место на кое сите можности се уште се отворени. Балканот со сите своји мириси и бои. Во еден дел велите дека Балканот почнува да го губи својот идентитет кога се европеизира. Да. Што мислите, дали на Балканот му е потребна една европеизација, да речеме, деконструкција? Па ние не можеме тоа да го сопреме, тоа е процес, како што исто сега кога ќе прашате дали ни е потребна оваа миграција страшна, нели, на заминување. Тоа се, мора да кажеме, европски и светски трендови, па дури таа европеизација на Балканот, европејците го посакуваат Балканот, тука се чувствуваат слободни, го немаат она стегнатост што имаат, нели, во Европа, така што Европа и Балканот се, нели, како две половинки, вие не можете да ги сечете, нели, така, како, нели, се огледуваат, она што го нема Европа, го има Балканот, она што нас ни недостасува на Балканот, го има во Европа, и така. Мислам, да, се случува некакви поместувања, ама од друга страна па мислам дека треба да си ги чуваме тие придобивки што ги има Балканот, зашто Балканот не е само Македонија, Македонија може да Балканот не е мртов. Да, и Балканот не е мртов, тоа е убава девиза која што ја кажа, иако е нели театарска представа,
Но не е мртов, значи ние живееме сите во тој Балкан, зашто например еве имав сега едно посебно исклучително доживување за Великден бев за Кападокија на патување. Тоа е исто така еден дел сосема на крај таму некаде на Балканот, и веќе влегуваме во Азија, бидејќи така во Азија. Ама тоа е магично, сосема друго е доживувањето кога ги посетувате тие предели, отколку да речеме кога видите културата на еден Версај или не знам на Рим, значи тоа е придобивка, но во принцип нели некако сум ја за таа балканска атмосфера многу повеќе, многу сакам тоа искрено, присно доживување кој што ни го нуди, кој што ни го дозволува Балканот. Така. Ви благодарам, професорке. Книгата има навистина уште многу прашања можам да ја поставам, тоа ја препорачувам на публиката. Да, јас се надевам дека ќе се заинтересира, дека ќе отвора, дека не мора таа книга која што можете да читате како фрагментарно, значи не е во континуитет, така не е толку поврзана, можете вака да отворите, да видите нека фотографија моја од моето семејство, па нешто од текстот ни, да прочитате тој текст што следува, што е да речеме, затоа што се тие музика, поезија, да, тука да влезено музика, поезија, филм, традиција, она што сакам да гледам, што сакам да слушам, што сакам да јадам и тоа повеќе поинтензивно. Ќе го криниме во втората книга. Ти благодарам, Надја. Втората книга што ќе промотираме сега, всушност нејзината прва промоција беше во декември 2018, на крајот на претходната година, и книгата "101 живот", која што професорката пишува заедно со уште една нејзина пријателка во Америка, тоа е Елена Атанасиев. И всушност е роман во писма или епистоларен роман, но ако ја видовте веќе корицата, тоа роман стои во наводници, затоа што кога ќе го прочитате ќе видите дека многу повеќе од роман, не е само обичен роман во писма или обично само дописки, туку многу повеќе од тоа. Ќе се обидеме да не ви откриеме многу од книгата, за да не ви одземеме од доживувањето првично кога ќе ја читате. Иако одговорно тврдам дека книгата подеднакво ќе му биде интересна и на оние кои што ги познаваат авторките или ликовите во неја, и оние кои што прв пат ќе се сретнат со нив, затоа што и двете имаат многу да им понудат на читателите. Ова е дефинитивно книга со која што ќе ви треба кафе до вас, или чаша вино, или чаша зеден лимон, затоа што тоа е тоа што го пијат авторките и додека пишуваат меѓу себе си кажуваат еве седнувам сега ќе ти пишувам со мојата чаша и така натаму, за да ги дружите прво во да, понатаму во случувањата и баш она што се. А од каде е Елена? Од Македонија или? По потекло од Македонија, но ќе кажеме да, одамна е иселена и така, да. Носталгична е многу во тие своји писма за Македонија, да. Мислам тоа го кажа за да. Подобро се вклопите во нивните приказни и да ги доживеете баш онака како што тие во тој момент ги доживуваат со повеќе сетила, со мирисот на кафето и така натаму. Иако тоа воопшто не кажува дека станува збор за лесна книга која што ќе може така да седнете да прочитате и кога ќе ја затворите толку да заборавите на неа, затоа што уште долго потоа ќе се подсетувате на многу работи што ќе ги сретнете во неа, затоа што ќе се пронајдете во многу од служувањата, во многу од исповедите на авторките. Во позадина може да си ја пуштите Фолпин, таму да ги слушате Фолпин затоа што оди често во позадина, да, или Владо Јаневски, може да си подпевнувате додека читате. Интерактивно е, да. И пишува најнаку во период од 2 години. Првото писмо кое што го пишува Елена е напишано на крајот на 2015 година, всушност првата електронска порака, и завршува со последната порака која што е напишана на крајот на 2017 година, значи во период од 2 години. Освен нивните писма, освен нивните допишувања и разговори, во книгата ќе сретнете раскази на авторките, песни на авторките, песни од други автори, азбуки своји на книги и така натаму. Рековме дека нема да откриеме се, но она што најмногу секако ќе ве допре нивните исповеди, нивните приказни, нивните лични интимни исповеди. Реков дека ќе уживате, ама ми кажав дека не е баш книга за на плажа, иако зависи кој што подразбира од тоа книга за на плажа. Сакам да почнам со првото прашање, всушност би ми било тоа што јас прв пат се запрашав кога ја читав книгата и кога беше првата промоција, кога не знаев многу за книгата. Значи, што во почетокот на писмата или на електронските пораки, како да ги дописките, споменува еден фолдер кој што се вика Елена Весна и се наоѓа во компјутерот на професорката Весна. Моето прашање беше дали идејата дека ќе произлезе овој роман
постоеше уште кога се направи тој new folder, кој што го носеше името Елена Весна, или се јави подоцна во текот на пишувањето, или имаше во еден момент, само кога не во еден момент дека пишува, се прашуваат авторките меѓу себе дали би сакале еден ден некој да ги чита нивните писма, ама на почетокот стои така малку како со резерва. И во еден момент велите дека писмата треба да бидат зрели за да добијат своји нови собственици. Па ми беше прашањето во кој момент свативте дека писмата се зрели за да бидат објавени и дали таквата идеја, како што кажав, постоеше пред фолдерот или фолдерот стана понатаму книга? Па добро прашање, да. Впрочем, со Елена се запознавме 2010-та. Таа беше моја семинаристка на семинарот за македонски јазик и литература и култура во Охрид. Се ги кажете што бара македонка кој што има потекло од Македонија, кој што говори многу баво зборува македонски без разлика, што бара на семинар за македонски јазик, таа рече вака: јас одамна сум излезена од Македонија, бидејќи веќе со матурирањето во Македонија заминува за Полска, па таму студира, па потоа во Шпанија, значи знае полски, знае шпански, значи таму се образува, па заминува за Америка и сега е доктор по шпанска литература, меѓутоа шпанска литература кој што се случува во Латинска Америка, значи незините се Боливија, Чиле, Перу, тие држави ја интересираат, тие литератури ја интересираат, затоа што шпанскиот е, да. И така почна нашето пријателство, таа во неколку наврати дојде на семинарот, а 2015-та, кога пред да почне преписката, беше тогаш 6 месеци во Македонија, после долго време, значи цело такво раселување, шетање, остана 6 месеци, тогаш многу интензивно се дружевме и тешко ни падна разделбата. Се најдовме многу, знаете како имате вие многу пријатели во животот, ама никогаш сум знала дека токму со незе така некако силно ќе се врзам и емотивно и како пријателка, и како друга, како помала сестра и така натаму. И таа замина и почна преписката без никаква намера дека тоа ќе се случи на крај да се објави. Значи воопшто тоа беше преписка само за нас двете. Значи таа ми пишуваше, јас ми пишував без оптеретување, многу спонтано. Да. И фино ти беше прашањето кога решивме тоа, па не знам некако затоа што тој што го чита романот, тој што го чита романот ќе свати дека ова не е воопшто, значи ние не се навраќавме по тоа да ги поправаме своите писма. Немавме, значи тие се така сирови како што излегуваат тогаш и ако го читате имате ќе видите некои ситуации кои што се повторуваат. Ама тоа е затоа што природно нели сум пишувала таму пред 3-4 месеци, сум заборавила нели ја не се навраќам на назад, нели него само релацијата така одеше и немавме намера да го објавиме воопшто, значи кога почна. Меѓутоа потоа кога се случи например некакви ситуации од типот кога таа стана мајка, кога ги дојде Фран во животот, кога јас станав баба и рековме треба ова да излезе, значи не е само таа моја и твоја приказна, дека тоа е приказна на сите мајки, на сите жени, на сите баби, на сите пријателки, на сите сестри и така.